категорички отфрлам дека постои некаков тип на одговорност, вклучувајќи нели зборуваме за етичката одговорност. Зошто го говорам ова? Значи, две прашања се исклучително важни и би сакал да ги атомизираме. Првото прашање е во однос на тоа како јас патував за Палермо. Повторувам дека патувањето му е за Палермо, односно на надпреварот на фудбалскиот надпревар Италија-Македонија, не беше во рамките на моите службени должности и тоа е факт. Министр, во ред, не било во рамките на вашите служби. Сепак извршувате позиција на министер и не може да се амнестират. Како министерот Тупанчевски се најде во авионот на Фудбалската федерација и дали е етички заедно да бидете во друштво со виш обвинител и судија? Дали постои нешто што не е во ред? Прво, спомнавте дали има нешто неетичко во целава работа. Апсолутно, нели, категорички рекам, отфрлам дека има нешто неетичко и во својство или со статус на мене. Како се најдов? Значи јас и во едно претходно интервју спомнав дека трошоците кои што се однесуваат на ова патување, кои што се поврзани, практично тие трошоци ми беа испорачени од агенцијата која што го организираше патувањето. Тоа е лесно проверливо и може да се дознае, да се види, има доказ за тоа, дека навистина тоа е исплатено од мојата трансакцијска сметка. Повраќањето од фудбалскиот меч се видовте со премиерот Ковачевски? Да. Се разбира дека не може он да биде имун на она што всушност се пишуваше денови или што се зборуваше и во средствата за јавно информирање, меѓутоа и во пошироката македонска јавност.